четврток и петок одмор, 2 дена до однос. И веќе сабота продолжуваме со Европското првенство. Први два надпревари од осмина финалната фаза. Италија, Швајцарија и Германија, Данска. Не е нешто вау, кој знае колку атрактивно, ама осмина финале е. Затоа следниве надпревари ќе бидат Не поминавме така лошо во групната фаза, ама добро, можеше и боле. Ајде да почнеме. Прв надпревар Италија, Швајцарија. Судбината сакаше овие две селекции да играат меѓу себе во осмина финалето, а тоа е одлична можност за одмазда на Италија. Да ве потсетам малце. Поради Швајцарија, Италија заврши како втора во квалификациите за светското првенство во Катар. Мораше да игра бараш со Македонија и загуби. Тогаш на решавачкиот меч против Швајцарија, Жоржиньо промаши 2 пенали. Сега Жоржиньо е наоштрен до коска. А како помина италијанците во осмина финалето? Па италијански, како може? Може би е штета за Хрватски, ако не прикажува многу, ама нема ни среќа. Два кола примаат во последните моменти. Прво против Албанија во 95-та минута, па против Италија во 98-та минута. Еден гол да не примја, ќе беа во осмина финале. И сега Далич се лутеше као немало потреба од продолжение 8 минути. И стварно имаше ли потреба за 8 минути, бе, друж? Немаш. Ама мора да се признае дека голот на Закање беше мала месторија. И ист како оној на неговиот идол, Дел Пиеро. Да, многу сличен гол Дел Пиеро постигна за Италија на Мундијалот во 2006 година против Германија. Сега Закање го направи тоа во Германија, против Хрватска. И после надпреварот Закање призна дека Дел Пиеро е негов идол и дека очекува честитки. Не знам дали му честител. Швајцарија беше репрезентација од која што не се знаеше што може да се очекува. Ама прикажа одлични игри и заслужено се во осмина финале. Беа пред победа против Германија, воде 1-0 пред на крајот да примат гол и мислам дека може да изненадат и со Италија. Ама има слабости. И по надпреварот нормално кој друг ако не Грани Джака ги пецна германците. Погледнете како германците го слават ова реми, се радуваат како мали деца. Ќе биде тежок надпревар. Италија е секако поквалитетна, секако е фаворит, ама како играа до сега, мислам дека може да кикснат. Очекувам продолжение да има. Реми, 1-1. Одиме со вториот надпревар од осмина финалето Германија, Данска. Германија згази на првите два надпревари, ама се мачеше против Швајцарија да стигне до реми. Сепак според мене тие се повторно во топ 3 фаворити за титулата. Сега ќе бидат малку ослабени во одбраната, Рудигер нема да игра поради некоја повреда, ама тоа нема да биде проблем за нив. Прашањето е дали Фулкруг конечно ќе добие шанса во првиот тим. Типов влага од клупа, дава гол. И следен надпревар пак е на клупа. Во Германија беше направена анкета според која навивачите сметаат дека селекторот треба да му даде предност на Фулкруг од првата минута. Во анкетата која направи Билд, а во која учествуваа повеќе од 140.000 испитаници, дури 90% од нив бараат Хаверс да не биде стартер. И во право се. Данска. Сега интересна работа. Данците ако сакаа можеа да ја избегнат Германија во осмина финалето. Интересна беше ситуацијата во таа група. Данска и Словенија беа изедначени целосно, значи, со голови, со бодови, со све. И на крај одлучуваше нивниот дуел во квалификациите. Да не се верува, во квалификациите беа во иста група. И таму имаа по 22 бода. На првенството беа изедначени и по жолти картони. Имаа по 6. Сега, ако Данска во финишот добиеше жолт картон, ќе беше трета. И немаше како второ пласирана да игра против Германија. Требаше само жолт картон да добијат. И на крај, тој гол кој одлучи Данска да биде втора, беше постигнат пред 7 месеци на нивниот меѓусебен дуел во квалификациите. Никогаш немало вакво нешто на едно европско првенство. И нема ни да има. Фер од нивна страна, данска работа, ама тука ќе изгубат. Мислам дека Германија ќе тепа 1-0, 2-1. Тие се први два осмина финални надпревари кои што ќе ги следиме во сабота. Во недела има уште два надпревари, но за тие во следното видео. Следете на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, лајкувајте, коментирајте и се така соред. Ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во текст со све што е поврзано со Европското првенство. Дечки, тука се одјавувам. Се гледаме веќе утре. Чао!